Во регионалните вести ќе гледате. Условна казна затвор за поранешните директори зашто не поставиле противпожарни апарати, парична казна за правното лице клиничка болница, ослободителна пресуда за докторот. На отворен ден средните училишта од Тетово ги презентираа своите наставни програми за учебната година 2023-2024. Традиционално жителите на Тетовско Блаце вчера се собраа во црквата Света Тројца по повод Духовден. Основниот суд Тетово ги изрече пресудите за обвинетите во врска со пожарот што изби во модуларната болница во Тетово во кој загинаа 14 лица. Условна казна затвор за поранешните директори зашто не поставиле противпожарни апарати, парична казна за правното лице клиничка болница и ослободителна пресуда за докторот. 18 месеци условна казна затвор изрече судот за поранешните директори на Тетовската болница Флорин Бесими и Артан Етеми за судскиот предмет поврзан со пожарот во модуларната болница. Тие беа прогласени за виновни дека сториле кривично дело, тешки дела против општата сигурност, додека на правното лице клиничка болница за предизвикување општа опасност му беше изречена парична казна. Ослободителна пресуда за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија добија докторот Бобан Вучевски и правното лице. Оштетените пак за своите оштетни побарувања се упатуваат на спор. Судијата образложи дека прво и второ обвинетиот не се обвинети за предизвикување пожар, туку затоа што направиле пропуст, односно и покрај тоа што требало да постават противпожарни апарати, тоа не го сториле. За трето обвинетиот, според судијата, обвинителството не докажало дека го сторил кривичното дело. Немало доволен број на докази дека бил раководител, но и на влезната врата стоел надпис "Забранет влез за недворешни лица". Согласно членовите 35, 33 и 39 од Кривичниот законник на обвинетите Флорин и Артан им се утврдува казна затвор од по 1 година и 6 месеци. Согласно член 49 и член 50 од Кривичниот законник им се изрекува условна осуда. Утврдената казна затвор нема да се изврши доколку обвинетите секој за себе во време од по 3 години не сторат ново кривично дело. Согласно член 96А, 96Đ и 96Е од КЗ, правното лице се осудува на парична казна во висина од 1.000.000 денари. Обвинетите Бобан Вучевски и ЈЗУ клиничка болница Тетово се ослободуваат од обвинение согласно член 403 став 3.1 од ЗКП. Етеми не беше присутен, а Бесими најави жалба до апелација затоа што, како што рече, не ја разбира пресудата. Нити сум изведувач, нити сум го бил надзор, нити сум го примил, што постои во документите дека не сум го примил, не сум подписник. Само знам дека се обвинувам за ПП апарати. Дали имало или не имало, тоа во текот на судскиот процес го докажа овие сведоците. Мене ми останува да го спротивставувам ова пресудата и да го барам моето право во повисоки судските институции. Ослободителната пресуда за докторот Бобан беше поздравена со аплауз од присутните граѓани кои денес дојдоа да го поддржат. Тој рече дека правдата е задоволена. Благодарност на сите роднини пријатели што целиот судски процес беа со мене и не дозволија ни еден момент да останем сам. Благодарност на адвокатскиот тим што цело време поддржуваше и ми даде сила да можеме да го спроведеме овој процес како што треба. Благодарност на правдата што излезе дека јас како доктор сум бил со вас, а сега уште поише ќе бидам со вас. Во пожарот во модуларната болница во Тетово кој се случи на 8 септември 2021 година загинаа 12 пациенти кои се лекуваа од COVID-19 и 2 лица придружба. Според вештачењата кои беа направени, пожарот настанал како последица од електрична куса врска во приклучниот кабел на дефибрилатор со кој се вршела реанимација на пациент во една од болничките соби. Пожарот се проширил многу брзо и целиот објект изгорел за само неколку минути.
Денес полуматурантите од Тетово и Тетовско имаа можност во рамки на отворениот ден на средните училишта организиран на Тетовскиот плоштад да се запознаат со наставните програми за идната учебна година. Настанот го посети и Тетовскиот градоначалник. Како што гледате денеска тука во плоштадот во центарот на Тетово, следивме представувањата на средните училишта кои се во општина Тетово и општинските, но и државното средно професионално училиште, како и приватните училишта кои се во територијата на општина Тетово. Тука сме да ги следиме кои се правците на кои нашите деца ќе можат да следат средно образование, кои се условите и кои се потребите. Работиме блиско со директорите на сите средни училишта да обезбедиме најдобри услови за да нашите деца можат да ги следат образованието, средното образование во Тетово, зашто да не и да дојдат и од другите општини, но за тоа ни треба малку повеќе време за што и работиме со директорите за да ова што ни е тренд за жал на цела држава, одливот на деца и на мозок што се вика, да запре и да имаме прилив ако треба и од другите градови за да се задржи ова ниво, зашто не и да се подобри. Исто така гледавме дека има многу смерови кои се атрактивни за децата, затоа увидовме дека треба да има ваква промоција за децата за да може да гледат што и каде може да учат, затоа што има некои смерови кои, односно некои училишта како е средното текстил или земјоделско, кои од почеток се анатемирани како училишта кои не се добри за децата, а спротивно од тоа, во реалноста тие се професионални училишта каде што има специјални смерови кои се баш за потребите на пазарот на трудот. Затоа се обидуваме уште еднаш со сите директори да овие нови смерови кои се согласно потребите на пазарот на трудот да ги промовираме повеќе за да децата одат повеќе таму. Во Македонија општеството не води доволно грижа за потребите на децата. Ова беше заклучокот на конференцијата за правата на детето. Познавачите велат дека се потребни повеќе програми во образовниот процес за да се влијае превентивно врз меѓуврсничкото насилство. Градоначалниците сакаат да ги слушнат децата и имало процес на подготовка како децата јавно ги кажуваат потребите и проблемите со кои се соочуваат, дури ги предупредуваме градоначалниците дека сето тоа ќе биде снимено и објавено, но повторно ќе кажам, по ветувањата реализацијата иде тешко и тука бара поголема мобилност на граѓанскиот сектор, дали преку извештаи до Комитетот за правата на детето, препораки, дали директен притисок преку медиумите како што е сега ова, дали со нивно јавно говорење, со протести и така натаму, мислам дека самите исто така си дада забелешка младите дека активни се, но не се доволно упорни да се реализираат нивните барања во пракса и тука сме ние да им помогнеме во тој процес. Главна препорака беше најболната препорака дека може и да се донесат стратешки локални планови, акцијски така натаму, но младите се заминуваат од државата и тоа го детектиравме во фокус групите што го имавме со неколку општини, си заминуваат и тука едноставно не гледаме излезно решение. Тоа мора сериозно да се занимава и локална извршна власт и мислам ако тоа не се реши, сите наши заложби, напори за подобрување на состојбата за правата на децата ќе бидат нецелисходни. Мојата препорака не е само до училиштата, мојата препорака е до државата, до сите оние кои што ја водат нашава држава. Бидејќи реков, доколку ние од извршната власт имаме прекршување на правата, имаме говор на омраза, имаме нетолеранција, нема да можат училиштата сами да ја поправат работата во самите училишта. Мислам дека сите заедно, ние возрастните, сме тие кои што мораме да почнеме да моделираме какво однесување сакаме и какво општество сакаме. Ако сакаме општество во кое што децата нема да прават никакво насилство, треба ние со пример да им покажеме дека тоа навистина го почитуваме и дека почитуваме вредности како што се правичност, честност, трудолюбивост. А додека децата мислат дека само со лесна заработка ќе можат да постигнат нешто во животот, се дотогаш нема да имаме општество во кое што децата ќе сакаат да живеат, туку како што кажаат сите, ќе си одат од оваа земја и ќе одат таму каде што владеат некаков ред, каде што имаат поголеми шанси за свој напредок и за остварување на своите потенцијали.
Во продолжение ви ги пренесуваме информациите од најновиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 21 часот и 20 минути во СВР Тетово, 22 годишникот Тетово пријавил дека околу 20 часот на улица Браќа Миладинови во Тетово бил физички нападнат од едно лице од Тетово. Се презимаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во 21 часот и 55 минути на улица Илинденска во Тетово полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 37 годишникот Тетово затоа што кај него и во неговото патничко возило БМВ со скопски регистарски узнаки бил пронајден хероин. Тој е задржан во полициската станица за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 22 часот и 50 минути кај раскрсницата за селата Требош и Джепчиште, полициски службеници од СВР Тетово, полициско оделение Групчин, лишиле од слобода 32 годишникот село Новосело, општина Желино. При преглед во неговото возило Ford Transit со тетовски регистарски ознаки биле пронајдени и одземени 3 канти со гориво за кое изјавил дека го украл од товарно возило паркирано на улица Благоја Тоска во Тетово. Лицето било задржано во полициска станица за понатамошна постапка и по расчистување и документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 16 часот на улица Борче Јовановски во Гостивар, полициски службеници од полициската станица Гостивар привеле 32 годишникот Гостиварско Здуње, затоа што агресивно се однесувал кон полициски службеници кои извршувале службени дејствија. Лицето било задржано во полициската станица за понатамошна постапка, пошто ќе следува соодветен поднесок. Вчера 25 минути по полноќ во Гостиварско Врапчиште, полициски службеници од полициското оделение Галате лишиле од слобода 50 годишна гостиварка која била пријавена од нејзиниот 69 годишен свекор од Гостивар, дека му се заканувала. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. Вчера во Полошко била спроведена акцијска контрола за брзина со која се движат возилата на автопатот Гостивар Тетово Скопје. При контролата биле откриени и санкционирани вкупно 94 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место, а само едно пречекорување во населено место. Вчера од 15 до 21 часот на Тетовско-Гостиварското подрачје била спроведена уште една од серијата акцијски контроли за брзина со која се движат возилата посебно на автопатот Гостивар Тетово Скопје. При контролата биле откриени и санкционирани вкупно 94 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место, 66 во Тетовско и 28 во Гостиварско. 8 од нив биле за над 70 км повеќе од максималната брзина, меѓу кои двајца возачи на автопатот Скопје Тетово се движеле со 214 и 227 км на час. 21 возило пак пречекорило од 50 до 70 км на час. При контролата било санкционирано и едно пречекорување на пропишаната брзина во населено место, како и 8 други видови сообраќајни прекршоци. На сите возачи прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со предвидените парични глоби, а некои и со времено одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. СВР Тетово со апел до возачите да не возат прибрзо, затоа што најголемиот број и од годинашните сообраќајни несреќи се резултат на неприлагодена брзина според условите на патот и пред се оние со најтешки последици. 17 членови на организирана група која криумчарела мигранти се уапсени денеска, информираат Министерството за внатрешни работи. Почитувани, добар ден. Денеска Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал и други организацијски единици од Бирото за јавна безбедност под раководство на јавен обвинител од Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција спроведува полициска акција за сузбивање на организирана меѓународна криминална група која што се занимавала со криумчарење на мигранти. Извршени се претреси на 11 локации во Куманово, Кратово и Струмица,
при што лишени од слобода се 10 лица. Криминалната група броила 17 членови, но тројца од групата веќе се на издржување на казна затвор поради сторено кривично дело кријумчарење мигранти. Во текот на истрагата утврдено е лице по потекло од Ирак со германски травел документи, кое што вршело трансфер на пари кон организаторите на криминалната група во нашата земја. Истрагата траела од јули 2021 година до мај 2023 година и утврдено е дека се организирал трансфер на мигранти од Грција кон Унгарија, како и од Бугарија кон Србија. Се разбира со крајна дестинација земјите на Европската Унија. Организаторите прво набавувале возила од рентакар агенции во Република Северна Македонија и во Бугарија, а потоа ангажирале возачи и така наречени чистачи, кои што ги превезувале мигрантите до зададените дестинации. Цената за трансфер на мигрантите, во зависност од начинот и бројот на мигранти кои што се превезувале, била од 2000 до 4000 евра. Традиционално жителите на Тетовско Блаце и околните населени места вчера се собраа во црквата Света Тројца во Блаце по повод духовден. Одбележувањето на празникот започна во утринските часови со света литургија, продолжи со прережување на кумските колачи, а заврши со ручек за присутните и општонародна веселба. Голем број верници вчера традиционално по повод празникот Духовден ја исполнија црквата Света Тројца во местноста Самовилска вода во Тетовско Блаце. Сите верници почнаа да пристигнуваат. Литургијата више е почната, во црква се служи. Ние сме спремни. Луѓето, децата кои помагаат на денешниот ден за здравје, се сите тука. Сите гости скоро што ги очекувавме се стигнати. Ова е надалеку позната Самовилска вода, лековита, која помогнала на многу луѓе. Одбележувањето започна во утринските часови, најпрво со света божествена литургија во служба на отец Ненад Ѓорѓевски од Тетовското архиерејско наместништво, по која следеше режење на кумските колачи, при што беа одредени и новите кумови за следната година. Прв пат сум кума, ми падна паричето, многу сум среќна и многу пресреќна што сум кума до година да ми донесе среќа и здравје и многу бериче. Ми падна оваа година паричката и многу сум среќна. Се надевам дека Господ ќе ни даде здравје, среќа и све најубаво. Црковниот одбор со годинашните кумови организираа и ручек за присутните, по кој следуваше општонародна веселба во дворот на црквата. Црквата Света Тројца е една од трите цркви во Блаце, изградена на постар сакрален објект, а истата е обновувана во 1978 и 2002 година.
Тоа беше се што подготвивме за овие регионални вести. Пријатно!